Значи, парадоксот на човекот кој денес се смета за некој ултимативен символ на мудроста е тоа што тој всушност умрел верувајќи дека е апсолутен губитник. Да е вистина. Зборуваме за филозоф кој зад себе не оставил ниту една лично напишана книга, политичар кој дал оставка од сопствената позиција поради гадење од системот и бегалец кој буквално гладувал во пустелија опколен од непријатели. И покрај сето тоа, тој успеал да дизајнира морален систем кој ќе стане, како да кажем, оперативен мозок на најголемите азиски империи. Тоа е навистина една од најфасцинантните трансформации во историјата. Апсолутно. Мислам, неговиот живот почнал во еден целосен општествен хаос, а завршил како идеолошки темел за милиони луѓе. И целта на ова длабинска анализа денес е токму тоа, да се истражи како еден човек се обидел да внесе ред во тие морални матни води на човечката природа. Разгледаваме источници кои го мапираат животот на Конг Чу, многу попознат како Конфуци. Конфуци, да? Човек кој живел пред повеќе од 2500 години, но чии принципи нудат некаква кратенка кон тоа како да се биде морално приземлен. Особено за оние кои денес се чувствуваат константно преоптоварени со информации и конфликти, нали? Точно. Ама, за да се разбере таа негова обсесија со редот и структурата, мора да се тргне од самиот почеток. Значи, тој е роден во 551 година, пред новата ера, во малиот град Куфу, во древната држава Лу. Тоа е територија која денес и припаѓа на кинеската провинција Шандонг. Да, и тој почеток бил се само нелесен. Иако потекнувал од благородничко семејство, тоа било само статус на хартија. Без пари. Да, буквално биле целосно осиромашени. Татко му, кој инаку бил војник, починал кога Конфуций бил дете. Така што тој останал сам со својата мајка во едно општество кое било брутално хиерархиско. Брутално е вистинскиот збор, да. Значи, во тоа време, ако некој немал пари и моќ, системот едноставно го прегазувал. Но мајка му имала исклучително влијание врз неговото формирање. Таа го одгледала во скромност, инсистирајќи на понизност и едно длабоко почитување на редот. И тука во изворите се издворува еден неверојатен детаљ од неговото детство кој мене ме фасцинираше. За игрите, мислиш? Да. Додека другите деца играле нормални игри, Конфуций бил обседен со организирање мали церемонии. Буквално ги имитирал свештениците и благородниците, редејќи предмети, изведувајќи обреди. Тоа е како, едно дете денес, наместо да игра видеоигри, да си игра Врховен суд или парламент во дворот. Да, добра споредба. Мислам, тоа покажува еден длабок, речиси очаен копнеж за структура во свет кој за него бил суров и неправеден. Свет во кој морал да работи како овчар и чувар на магацини, само за да преживее. Апсолутно. И тој психолошки механизам е клучен тука. За едно сиромашно дете во тоа време, ритуалот не бил само некоја празна форма. Ритуалот нудел предвидливост. Таму каде што имало правила, немало место за хаос. И оваа потреба за ред кулминирала кога мајка му починала. Тој тогаш имал само 23 години. Многу млад. Многу млад, да. Незината смрт целосно го скршила. Но наместо да западне во некаков очај, тој строго, речиси фанатично ги следел сите древни ритуали на жалење. Како еден вид штит. Токму така. Тоа не било само слепо следење на традицијата. Тоа било неговиот начин да се процесира болката. И од тоа искуство потосна ќе се роди неговиот концепт за почитување на предците. Значи, идејата дека љубовта и почита кон саканите не завршуваат со физичката смрт, туку се одржуваат живи преку дисциплината на ритуалот. Ама види сега, како тоа лично искуство на сиромаштие и загуба се претвора во цела философија? Логично би било некој што е прегазен од системот да стане огорчен. Да. Или да се обиде да се збогати по секоја цена. А сепак кај него се случува еден интелектуален пресврт. Тој доаѓа до заклучок кој за тоа време е апсолутно радикален. Дека благородништвото нема никаква врска со потеклото или крвта. Точно.
Тој сватил дека вистинското благородништво се мери исклучиво преку карактерот. И тоа е моментот кога почнува да се руши тогашната парадигма. Значи, во општество каде што класата се наследувала и каде што, синот на селанецот за секогаш останувал селанец, идејата дека карактерот го дефинира човекот отвора една многу опасна врата. Вратата на едукацијата. Да. Ако карактерот може да се изгради, тогаш секој има потенцијал да стане благороден, без разлика дали е роден во палата или во некоја колиба. И ова не води кон таа негова револуција преку образованието. Во пракса тоа значело дека тој почнал да прима ученици од сите можни слоеви. Значи ги ставал синовите на војниците, заначиите и сиромашните во иста просторија со синовите на елитата. Да, сите заедно. Ама чекај малку. Во едно толку ригидно хиерархиско општество, не е ли тоа директен напад врз елитата? Мислам, не ли било неверојатно опасно да им се каже на сиромашните дека преку знаење можат да бидат еднакви со богатите? Било исклучително опасно, да. Но тоа не бил некој гласен повик на оружје. Тоа бил тивок чин на интелектуална побуна. Неговата цел не била да создаде бунтовници кои ќе ги запалат палатите, туку да го трансформира општеството преку создавање на еден нов тип на луѓе. Тие што ги нарекувал јунзи. Токму така. Луѓе со изграден карактер, кој ги нарекувал јунзи или племенит човек. И за да се постигне тоа, тој се потпирал на проучувањето на така наречените 6 класици. Тоа не биле само обични книги, тие представувале темел на културата. Особено важно било проучувањето на поезијата, преку збирката Шиџинг и на музиката. Самиот Конфуци свирал на еден древен инструмент наречен гучин. Ова ми е многу интересно. Зошто токму поезија и музика? Мислам, ако едуцираш идни лидери, зошто не е само закони, математика, администрација? Затоа што законите го контролираат однесувањето преку страв, додека музиката и поезијата според него го прочистуваат срцето. Музиката бара хармонија, бара слушање на другиот. Конфуций верувал дека, ако човек научи да ја цени хармонијата во звукот, ќе почне да ја бара хармонијата и во општеството. Значи, тоа е еден процес на внатрешно калибрирање. Има логика. И начинот на кој ги предавал овие концепти бил исто толку неконвенционален. Во изворите се гледа дека немало пасивно учење или повторување на памет. Никако. Тој го користел диалогот, многу пред Сократ да стане познат потоа во Грција. Има еден многу прецизен цитат каде вели: "Отварам врата, но ученикот мора сам да влезе." Тој барал активен ангажоман, нели? Да. Има и уште една клучна мисла. Учењето без размислување е бесмислено. Размислувањето без учење е опасно. Тоа е буквално механизам кој бара критичко преиспитување на се што се абсорбира. Апсолутно. И тој самиот бил подготвен постојано да учи. Значи, еден од најпознатите моменти е неговата средба со Лао Дан, односно Лао Це, основачот на таоизмот. Леле да, таа средба е фасцинантна. Да, затоа што Конфуций бил човек на структурата, на правилата и на општествениот ангажман. А Лао Це, од друга страна, верувал во спонтаноста, во природниот тек и во некакво повлекување од светот. Целосна спротивност. Буквално диаметрално спротивни погледи. И покрај тоа, Конфуций извлекол многу важна лекција, дека тишината е понекогаш помудра од зборовите и дека нефлексибилноста може да доведе до кршење. Тој ги интегрирал овие погледи за да го направи својот систем поотпорен. Добро. Ги собрал учениците од различни класи во иста соба, ги поттикнал на критичко размислување, но со што точно ги вооружил? Мислам, не може да се сруши еден длабоко вкоренен класен систем само со добра волја и читање поезија. Потребна е конкретна методологија. И тука навлегуваме во сршта на неговата филозофија. Трите клучни столба кои требало да го променат светот од внатре кон надвор. Рен, Ли и Сјао. Механиката на овие три концепти е гениална токму поради нејзината практичност. Првиот столб е Рен. Ова често се преведува како човечност, добрина или емпатија. Но тоа не е пасивна емоција. Рен е активна способност да се гледаат другите како продолжение на себе си. Да, еден вид соживување. Токму тоа.
тука е местото каде што Конфуција ја формулира негативната верзија на златното правило. Што не сакаш да ти прават тебе, не им го прави на другите. Тоа е тој внатрешен компас кој спречува нанесување штета на околината. И потоа следува вториот столб – ли. Ова се однесува на ритуалите, правилата на однесување, церемониите. Значи, ако Рен е некаков софтвер, односно емпатијата што е вградена во човекот, тогаш ли представува хардверот, конкретните физички акции, манирите и општествените протоколи преку кои таа емпатија се манифестира во реалниот свет. Да, одлична аналогија. И ако се обиде да се стартува тој софтвер на оштетен хардвер, системот паѓа и се добива лицемерно општество. Точно. Самиот Конфуци го препознал овој ризик кога објаснил, вели, Рен е духот, ли е формата. Ако има Рен без ли, човекот станува премногу благ и неефикасен. Но ако има ли без Рен, човекот станува ладен, крут и лицемерен. И тоа објаснува зошто еден обичен поклон или ракување има огромна морална тежина. Значи не се работи само за следење на некаков бонтон. Никако. Се работи за физичко вежбање на почитта секој ден за таа да стане втора природа. И тука доаѓава до цетиот и можеби најпрактичниот столб – сјао или синовското почитување. Значи, според овој систем, семејството е апсолутното јадро на се. Филозофијата вели дека ако човек научи да ги почитува своите родители и постарите браќа, тој природен респект ќе се прелее во заедницата. Постои правило кое вели уреди го семејството и ќе ја уредиш државата. Но тука гледаме една стапица. Што ако семејството е токсично? Мислам, дали овој концепт не создава само послушни луѓе кои слепо трпат авторитет? Тоа е многу честа заблуда кога се чита Конфуци денес. Синовското почитување во конфуцијанството не е слепа послушност налик на робови. Конфуци експлицитно барал од синот да му се спротивстави на таткото ако таткото прави нешто неморално или незаконско. Аха, значи има простор за корекција. Апсолутно. Симео е всушност полигонот каде што луѓето тренираат како да бидат добри граѓани. Трпението што се учи при решавање на некаков конфликт со брат или сестра, директно се пресликува во способноста да се преговара со сограѓаните. Државата, според него, не е некаков абстрактен ентитет одвоен од граѓаните. Државата е само макроверзија на семејството. Сето ова, сите овие принципи звучат безпрекорно во теорија. Совршено логични механизми за општествена хармонија. Но што се случува кога еден ваков филозоф ќе се обиде да ги имплементира овие идеали во најсуровиот можен амбиент – древната кинеска политика? Затоа што Конфуци не останал само учител, тој станал советник во државата Лу. Да. И веднаш дошол во директен судир со реалноста, борејќи се против корупцијата и непотизмот. Тој судир бил неизбежен. Неговата политичка теорија се базирала на идејата дека владетелот мора да владее преку личен морален пример, а не преку страв. Постои една прекрасна метафора во записите која вели владетелот е како звездата Северница, која стои мирно на своето место, додека сите други звезди се вртат околу неа. Многу моќно. Да. Владетелот привлекува лојалност преку својата внатрешна тежина и карактер, а не со примена на сила. И ова е моментот каде што концептот за небесниот мандат станува клучен, нели? Ова е термин кој звучи мистично, но всушност е многу практичен механизам. Небесниот мандат не значил дека владетелот има божествено, безусловно право да владее за секогаш само поради неговата крв. Точно. Тоа бил еден условен договор со универзумот. Ако владетелот е праведен и се грижи за народот, мандатот е валиден. Но ако стане тиранин и народот гладува, универзумот го повлекува тој мандат. А тоа буквално значело дека народот има космичко право да го собори. И сега не е тешко да се сфати зошто моќниците сметале дека ваквото размислување е исклучително опасно за нив. Дефинитивно. За владетелите кои предпочитале луксус и постојани војни, идеите на Конфуци биле директна закана. И кога сватил дека неговите совети се игнорираат
И дека корупцијата продолжува, Конфуций направил нешто необичаено за еден политичар. Дал оставка од принципиелни причини. Тоа и денес реткост. Да, тој чин го означува почетокот на едно ново, многу тешко поглавие. 14 годишно лутање и прогонство. Заедно со своите најверни ученици, како Зигонг, Јан Хуи и Зигонг, тие патувале од една во друга држава, нудејќи ги своите идеи, но биле постојано одбивани и смевани. И ситуацијата кулминирала кога се нашле обколени во државата цаи. Значи оставени без храна, буквално изложени на гладување со денови. Ова е вистинскиот тест за секоја филозофија, нели? Едно е да се зборува за морал во удобна позиција на советник, а сосема друго кога смртта е пред врата. Оно што мене ми е фасцинантно е дека, додека луѓето околу него паничеле од глад и очај, Конфуций едноставно го извадил својот гучин и почнал да свири музика. Како е можно во моменти на апсолутен пораз тој да остане толку смирен и да не стане циничен кон светот? Види, тоа свирење не е чин на лудило, како што некои може би си мислеле. Тоа е демонстрација на внатрешниот мир, на вистинскиот јунзи. На племенитиот човек. Да. Во тие моменти на глад, неговата филозофија целосно се кристализирала. Тој сфатил една болна, но ослободувачка вистина. Моменталните владетели не можат да бидат променети. Нивната обсесија со моќ била едноставно преголема. Но тој можел да ги едуцира оние кои еден ден ќе владаат, или ќе ги советуваат идните владетели. Тој разбрал дека со војска може да се освои територија, но срцето на луѓето могат да се освојат единствено со личен пример и добрина. Тоа сознание му дало сила да го издржи тој период на целосен мрак. И сваќајќи дека неговото семе нема да никне веднаш, по тие 14 долги години, Конфуций се вратил дома во Лу. Доцните години му биле обележани со лични трагедии, особено со смртта на неговиот омилен ученик Јан Хуи. За него Конфуций рекол: "Небесата ми го уништија срцето." Да, многу тажен момент. Во 479 година пред новата ера, на 72 годишна возраст, Конфуций починал. Физичкиот крај на еден живот кој од тогашна перспектива изгледал како неуспех во остварувањето на главната политичка мисија. Ама тука механиката на неговото учење покажува зошто била толку отпорна. Неговите ученици, кои со децении го следеле и го абсорбирале неговиот начин на размислување, почнале да ги запишуваат неговите зборови. Така настанале познатите аналекти или лунју. Диалозите. Да. И она што е специфично за овие текстови е отсуството на мистични пророчства. Тоа се практични диалози кои решаваат секојдневни морални дилеми. И токму таа применливост го овозможила нивното преживување. И тука лежи најголемото изненадување. Околу 3 века подоцна се појавува династијата Хан. И тие не само што го прифаќаат конфуцијанството, туку го прават официјална државна идеологија. Да. Зошто една огромна империја би избрала токму ваква филозофија за свој оперативен систем? Логиката е всушност многу прагматична. Империјата сватила дека е невозможно да се контролираат милиони луѓе на огромна територија само преку страф и воена сила. Ако владењето се потпира само на камшикот, штом војската ќе се тргне, луѓето веднаш се бунтуваат. Логично. За да преживее една империја, потребни се чиновници кои имаат внатрешен морален компас. Луѓе кај кои рен или функционираат безпрекорно, дури и кога царот не гледа. Конфуцијанството нудело токму таков модел на автопилот за државната администрација. И така се воведуваат оние познати државни испити за чиновници. Никој не можел да добие позиција во администрацијата, ако длабоко не ги познавал овие учења. Тој систем подозна ќе се прошири низ Кореја, Јапонија и Виетнам, обликувајќи цели култури. Моќта на ова наследство значи не се должи на наметнување ригидна догма, туку на признавањето на човечката несовршеност. Во една прилика, сумирајќи го својот живот, Конфуций изјавил: "На 15 сакав да учам, на 30 се зацвестив, а на 70 можев да го следам срцето без да сгрешам."
Ова покажува дека моралниот раст е бавен, животен процес на континуирана дисциплина. Крајниот заклучок од целата негова философија е дека тој никогаш не барал луѓе кои слепо ќе ги повторуваат неговите зборови. Тој создавал поединци способни за критичко размислување, луѓе кои можат да расудуваат во комплексни ситуации. Неговиот живот е конечниот доказ дека секоја трајна промена, било да е во едно семејство, организација или цела држава, секогаш доаѓа одвнатре кон надвор. Хармонијата не може да се наметне со сила. Таа мора да се култивира преку трпелива изградба на личниот карактер. Ова сознание нуди многу повеќе од обична историска лекција. Во овој наш модерен амбиент, карактеризиран со константна бучава, поларизација и барање некакви инстант решенија, принципот дека се започнува од средувањето на сопствениот ум и сопствените односи со најблиските, останува најрадикалната алатка за промена. Значи, пред да се направат обиди да се поправи светот, фокусот мора да биде на сопствениот карактер. И тоа отвара едно длабоко прашање за размислување за оние кои слушаат. Особено при секој следен обид да внесат ред во сопствените морални матни води. Ако Конфуци верувал дека вистинската хармонија се постигнува исклучиво кога секој совршено исполнува својата улога во заедницата, како родител, дете или лидер, како таа древна рамка се вклопено во модерниот свет која слави апсолутната индивидуална слобода над се друго? Дали е возможно истовремено да постои длабока социјална хармонија и неограничена лична независност? Или во одреден момент едното нужно ќе мора да биде жртвувано за другото?